Исидора оди на одмор е книга која содржи на многу интересна полка, а таа е дека сите треба да се грижиме за животната средина, без разлика дали сме човек, самоубила, вампир или сирена. Природата треба да биде чиста и магична, баш како самата маѓа. Оваа книга започнува многу интересно. За време на појадок Исидора вида дека на кутијата сиријал пишува дека има наградна игра. Задачата не беше многу тешка. Се што требаше да Исидора да направи да го нацрта својата омилена плишана играчка. Таа знаеше веќе дека ќе нацрта розовата зајачка. Кога заврши со цртање, го украси со звездички и школки. На училиште, кој Исидора се пофали дека учествува во наградна игра, сите нејзини другарчиња и рекоа дека повеќето наградни игри не се вистински и дека не е возможно да победиш во нив. Но за 3 недели Исидора победи на наградната игра. Наградата беше да одиш на одмор во странство. Родителите на Исидора веднаш се согласија да одат таму, но кога треба да се спрема, таткото на Исидора спремил 6 огромни куфери, односно пола неговиот живот. Мајката на Исидора му кажа веднаш да спакува само 1 куфер, а не 6. Како, например, она има само една ташничка спакувана. Татката на Исидора не можеше да прекине да прашува зошто мора со авион да се вози, што не смее да се носи, што смее да се носи на авионот, но кога стигна таму, веднаш се смирил дека виде дека за прв пат летал над облаците. Кога стигна таму, таткото на Исидора веднаш рекол дека ќе остане во хотелот бидејќи премногу го печат очите од сонцето, додека мајката на Исидора и сестри отишле на плажа. Таму Исидора примети дека мајката на Исидора не е целосно среќна и дека нешто многу ја грижи. Кога Исидора ја праша мајка што толку многу се грижи, мајка ја објасни дека никој не се грижи за животната средина. И мајка и не лажеше. Кога Исидора ѓурна во вода, виде еден куп ѓубрење, па дури еден прстен со диносаурус кој мислеше дека е богатство, но мајка и кажа дека е ѓубре. Наредниот ден решиле целото семејство да одат на крстарење, па дури и татко и на Исидора. Кога Исидора се лизна на лизгалката, ја виде нејзината другарка Сирена. Сега Исидора ќе оди на уште поинтересни авантури. Доколку сакате да знаете што се случи понатаму, ќе треба да ја прочитате книгата Исидора оди на одмор.